Денес ќе завршиме со третиот и последниот дел од Христовата вера. Да се подсетиме на некои најважни работи од претходните две саботи. Колку вери постојат според Светото Писмо? Една и единствена, која што е наречена Христовата вера. И како што видевме минатата сабота, одлика на Христовата вера е победничка вера. Христовата вера е победничка вера. Христовата вера секогаш се појавува каде што има борба, каде што има испит, каде што има искушение. И ако постои таа верата, во тој случај, победува. Ако има недостиг на верата, тогаш се случува пораз, пад, грев и така натаму. Јас би сакал во контекст на овие мисли да прочитам и уште еден цитат од Духот на пророштвото, од книгата Здравје и среќа, која што ја цитирав и минатата сабота на крајот. Овој пат еден цитат кој што се наоѓа на 62-та страница од оригиналот. Коментирајќи го случајот во врска со допирот на верата, жената што била исцелена од крвотечение, Елена Вајд ги запишала и следните зборови. Од овдека може да се види колку е во духовен поглед голема разликата помеѓу обичниот допир и допирот на верата. И сега внимавајте на следниве зборови. Формалната вера во Христа. Каква? Формалната вера во Христа, која што го прима Христа само како спасител на светот, никогаш не може да донесе исцеление на душата. Го разбравте ова? Формалната вера во Христа, која што го прима Него само како спасител на светот, никогаш не може да донесе исцеление на душата. Има ли фајде од формална вера? Не. Формалната вера е мртвата вера. Тоа е верата што ја имаат и демоните. И демоните веруваат, вели апостол Јаков, но имаат фајде од таа вера. И стрептат, точно. Стрепат. Понатаму вели, верата која што спасува, и сега забележите го ова, верата која што спасува не се состои само во согласност и одобрување на евангелските вистини. Го разбавте ова? Да повторам. Верата која што спасува не се состои само во согласност и одобрување на евангелските вистини. Со други зборови, верата која што спасува не се состои само од вероисповед, од оно што го исповедаме. Тоа што го исповедаме е во ред, ако е вистина, се разбира. Вистините што ги исповедаме е во ред што ги исповедаме, но, рековме, верата не е исто што и исповедта. Како што верата не е исто што и религијата. Значи, според Елена Вајд, верата која што спасува не се состои само во согласност и одобрување на евангелските вистини. Зошто го вели тоа?
Потребно да се согласуваш и да ги одобруваш евангелските вистини. Да. Но тоа не е доволно. И сега внимавайте на следната реченица. Правата вера е само она која што го прима Христа како свој личен спасител. Живата вера. Правата вера е само она која што го прима Христа како твој личен спасител. Бог го дал својот единороден син, за да и јас, верувајќи во него, не пропаднам, туку да имам живот вечен. Значи, јас лично. Дали тоа го сваќам лично? Дали тоа го верувам лично? Кога доаѓам или пристапувам кон Христа, повикувајќи се на Неговото Слово, морам да верувам дека ја примам и Неговата милост која што спасува. И потоа го цитира текстот од Галатјаните 2.19, а јас повеќе не живеам, туку живее во мене Христос, а што сега живеам во тело, живеам со вера во Синот Божи, кој што кому му омилев и себе си се предаде за мене. И уште само два пасуса од овој цитат. Мнозина сметаат дека верата е само еден начин на мислење или кога изразуваш некое мислење, кога луѓето велат јас мислам така и така. Дали е тоа верата? Не. Значи, верата не е мислење. Верата не е само согласност и одобрување на евангелските вистини. Значи, верата не е амин. Само тоа не. И сега, во следната реченица, кажува уште нешто. Спасоносната вера, која беше спасоносната вера според предходните реченици? Она е што го прима Христа како личен спасител. Спасоносната вера представува договор врз основа на кој оние што го примаат Христа стапуваат во заветен однос со Бога. Значи, многу лично. Нешто лично. Живата вера значи напредок во животната сила и цврста надеж, со чија помош душата во Христова благодат станува победоносна сила. Да ја повторим уште еднаш ова реченица. Живата вера значи напредок во животната сила и цврста надеж. Значи, ако немам вера, нема да напредувам. Ако сум малак, млак, никаков, со години еден те ист, грешен, паѓам, станувам, значи што? Немам жива вера. Немам вера. Имам вероисповед, имам религија, но немам вера. Живата вера значи представува напредок во животната сила. Живата вера е напредок во сила. Имате сила? И цврста надеж со чија помош душата во Христова благодат станува победоносна сила. Кој станува победоносна сила? Душата станува победоносна сила во Христовата благодат. И последниот пасус. Верата е победник, посилен и од самата смрт. Колку е силна верата.
Ама Христовата вера, не религијата. Соберете ги сите религии заедно и побарате од нив да воскреснат една душа, почината душа. Ке го направат ли тоа? Не. Верата е победник посилен и од самата смрт. И сега забележите ги следниве зборови. Особено се однесува за болните. Кога болниот би можел да ги насочи своите очи преку вера кон мокниот исцелител, ќе видиме чудесни резултати. Тоа би донело живот и на телото, и на душата. Кога? Кога болниот би можел да ги насочи своите очи со вера кон мокниот исцелител. Кој е тој? Исус. Тогаш би виделе чудесни резултати. Тоа би донело живот и на телото, и на душата. Да се подсетиме на зборовите на апостол Јаков во контекст на овие зборови, да отвориме уште еднаш во Јаков 5 глава, 14 и 15 стих. Да забележиме кој е клучниот фактор што тука се споменува во случајот на помазување на болните. Јаков 5 глава, 14 и 15 стих. Што вели? Болен ли е некој меѓу вас? Што да направи? Овде вика, овој превод вели свештеници, се мисли на старешини и оригиналот е старешини. Бидејќи и свештениците се презвитери старешини. Почин. Болен ли е некој меѓу вас, нека ги повика старешините црковни, да се помолат и да извршат помазание над него со масло во името Господово. Така? Сега, само 14 стих, само ова, до тука, дали е доволно за да биде исцелен? Не. Што е битното, што фали? 15 стих. И молитвата со вера. Каква молитва? Формална молитва? И молитвата, усрдна молитва, рековте. Што значи тоа усрдна? Тој зборот од која именка потекнува? Срдно, сесрдно, на кој орган упатува? Срцето. Како го напиша апостол Павле? Со срце се верува за праведност. Со уста се исповеда Исус Христос, но со срце се верува. Со уста не се верува. Со срце се верува за праведност. И молитвата со вера ќе го исцели болниот. И Господ ќе го крене. И гревови, ако направил, ќе му се простат. Го веруваме ова? Тоа е прашањето. Дали го веруваме ова? Од каде потекнува верата? Каде што е верата присутна, Христовата вера, победничката вера, Христовата вера, победничката вера, да повторам од минатата сабота, е единственото нешто што ќе и треба на последната генерација, на последниот остаток. Бидејќи последниот остаток ќе се соочи со антихристот, со светската диктатура, значи со целиот свет. И како ќе го победиш целиот свет? Како што Христос го победи? Со неговата вера. Каде што е верата присутна, победничката вера, таму е присутна сила.
Силата е присутна. Како рече Христос кога беше обвинет дека ги изгонува демоните со ѓаволска сила. Прво им рече, не може ѓаволот да се... Ѓаволите не може да се поделат на два непријателски табори и едните да војуваат против другите. Така рече. И неговото царство, ако се подели на два дела, едните да војуваат против другите, ќе пропаднат, ќе запустат, ќе бидат обата поразени. Но потоа што додаде? Но ако јас со Божји прст ги изгонувам демоните, се сеќавате на тие зборови? Да не поборам да ги најдете каде се наоѓаат. Може би ќе ни треба многу време за тоа. Но ако јас со Божји прст ги изгонувам демоните, што значи тоа? Дека до вас дошло, дека веќе дошло Божјето царство. Зошто ги кажал овие зборови? Затоа што апостол Павле пишува во првото послание до Коринтијаните, четвртата глава, 20 стих. Прво послание до Коринтијаните, четвртата глава, 20 стих. Зашто царството Божјо не е во зборови, туку во што? Во сила. Царството Божие е во сила. Зошто денес не достига сила во сите цркви? Познаваме една жива црква, која што делува во силата на Божијата благодат. Каде што болни се исцелуваат, дури по некој мртов го воскреснуваат. Нешто како што читаме, да речеме, во делата на апостолите, разни такви. Познаваме една црква денес, мислам една местна црква, каде што се случуваат вакви работи. Што фали? Ако ова не се случува, што фали? Што не достига? Верата. Со верата планини ќе поместуваш. Без верата што? Ништо. Христовата вера е целата разлика. Што мислите? Од каде бил Христос толку сигурен? Замислите, му доаѓа информација дека Лазар е болен. Бидејќи тазе го споменавте за време поуката. Му доаѓа информација дека Лазар е болен. Лазар е уште жив, ама болен, така? Кога ми информацијата доаѓа кај Христа, Лазар е уште жив, ама болен. Што молат сестрите на Лазар? Што поскоро Христос да дојде во Витанија, значи, ако е можно да пред да умре, да дојде што поскоро пред да умре, за да го исцели. А како постапи Христос? Наместо да побрза, тој намерно уште цели 2 дена намерно се задржа во Галилеја. Зошто? Од каде Христос бил толку сигурен дека Лазар ќе биде воскреснат? Од каде го знаел? Може, замислете, може некој најголем светец да бил некој. Како можеш така да се однесуваш? Те викаат да помогнеш некој болен да се исцели и ти викаш, добро, не мора, нека умре. Ви личи тоа. Од каде таква сигурност?
Можел Христос така да се однесува ако не бил сигурен? Од каде бил толку сигурен дека Лазар ќе биде воскреснат? Од каде го знаел тоа? Значи тоа било... Ајде пред да одговориме на ова прашање, доаѓаме до клучното прашање во нашето проучување на оваа тема. Од каде потекнува верата? Од каде доаѓа верата според Библијата? Каде се наоѓа тоа? Ајде да се обедеме да го најдеме тоа. Верата доаѓа од каде? Во Павловите посланија, во посланието до... Ајде да погоди некој? До? Не. Там го побрка со дефиницијата за верата. Да, тоа го кажавме уште првата сабота. Борче не подсети минатата сабота на вечер на тој стих. Но сега, од каде потекнува верата? Послание до Нема друго на Р, така? Добро. Послание до римјаните. И после? Која глава? 10 глава. Пред да потидеме кај 11-тиот, кај 17-тиот стих, би сакал да почнеме уште од 9-тиот, зборовите што веќе ги споменав порано. Зашто ако со устата исповедаш дека Исус е Господ, но тоа е доволно? Не, тоа е само исповед. Тоа е потребно? Да. Но дали е доволно? Не. Тоа е само она што го прочитавме од Елена Вајд. Да повторам, формалната вера во Христа, која го прима само како спасител на светот, не може да донесе исцеление на душата. Ако со устата исповедаш дека Исус е Господ, тоа е потребно, но не е доволно, и во срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Бидејќи со срцето се верува за оправдание, а со устата се исповеда за спасение. Но ако го немаш во срцето, може ли устата? Да, може, но лицемерно или ќе лаже, или од било какви други мотиви. Устата може и да лаже, но ако го немаш во срцето, тоа што го исповедаш, сведоштвото на устата нема да биде вистинито. Исповедта на устата нема да биде вистинита. Понатаму 11 стих вели: а и писмото вели, секој кој верува во него нема да се посрами. И затоа нема разлика помеѓу јудеец и грк, зашто еден и ист е Господ на сите, богат за сите кои го повикуваат. Бидејќи секој кој го повика името Господово ќе биде спасен. Но како ќе го повикаат оној во кого не поверувале? Можеш да го повикаш, ако не пред да поверуваш, можеш да го повикаш? Сте го повикале некојаш Господа во молитва пред да верувате во него? Имало таков случај? Ве прашувам, ме интересира. Павле ве прашува, како ќе го повикаат оној во кого не поверувале? Како пак да поверуваат во оној за кого не слушнале? Може некој да верува
во Христа ако никогаш не слушнал за Него? А како да слушнат ако нема кој да проповеда? Понатаму пак вели, а како да проповедаат ако не бидат испратени, како што е напишано, колку им се прекрасни нозете на оние што благовестат мир, што го благовестат доброто. 16 стих. Но Евангелието сите не го послушаа. Што значи ова? Зашто Исаија вели, Господи, кој поверува во она што го проповедавме? Исаија го поставил тоа прашање. Сега 17 стих. Затоа верата доаѓа од што? Од слушање. Слушање на што? На Словото Божјо. Без Божјето Слово не може да имаш вера. Ако го немаш Божјето Слово, не може да имаш вера. Од каде Исус бил сигурен дека Лазар ќе биде воскреснат? Од каде бил сигурен? Прво, што мислите, дали Исус со своја сила го воскреснал Лазара? Не. Исус, како и ние, 100% он се ставил во положба да зависи само од таткото, да. Од каде бил сигурен дека Лазар ќе биде воскреснат, значи, дури толку ноншалантно да си рече, дора нема потреба да брзам, да го исцелам пред да умре, бидејќи нека умре, подобро е да умре, за да биде воскреснат и тоа да биде многу поголемо чудо, што ќе осведочи и мнозина евреи да поверуваат како што и се случи. Но од каде таа сигурност однапред дека така ќе биде? Што имал однапред Христос за да биде толку сигурен дека така и ќе се случи? Го имал сведоштвото на својот Отец, го имал Божјото Слово. Тоа веќе било откриено од неговиот Отец. За џабе ли се молел Христос цели ноки? Цели ноки поминувал на молитва сам. Зошто го правил тоа? Зато што не му се спиело? Зато што немал друга работа? Христос зависел од силата на својот Отец, од неговата волја, од неговиот благослов. И тоа било условот. Со сета вера се подпирал на неговиот Отец, неговата сила, неговиот благослов, за да го прави сето она што го правил на оваа земја. Да отвориме и во Јован 5 глава уште еднаш, да видиме како самиот тој ја објаснува својата врска или својот однос со неговиот Отец. Јован 5 глава, тоа се зборови што ги кажува во говорот пред Синедрионот, кога бил обвинет дека ја нарушува саботата со тоа што го исцелил парализираниот во тој ден. 5 глава, ја ќе почнем од 19 стих. А Исус им одговори на тоа и рече: вистина, вистина ви велам, Синот не може да прави ништо сам од себе, вели. Ако не види што прави Отецот, она што го прави тој, Отецот, тоа истото го прави и Синот. 20 стих. Зашто Отецот го сака својот Син и му покажува се што самиот прави. Го читате ова?
и ќе му покаже дела поголеми од овие, за да се чудите вие. Значи, они се чуделе што Исус го исцели парализираниот. 38 години бил парализиран крај бањата Витезда. Крај бањата го исцелил. 38 години бил парализиран. И вие за ова се чудите? Ке видите поголеми чуда. Какви поголеми чуда им најави Христос тогаш? А со воскресението на Лазара го потврди. Зашто како што Отецот воскреснува мртви и оживува, така и Синот ги оживува оние кои сака. Какви зборови. 26 стих, зборовите што ги споменавте. Зашто како што Отецот има живот во себе, така му даде и на Синот да има живот во себе. И му даде власт да суди, зашто тој е Синот човечки. 30 стих, одново. Јас ништо не можам да правам само од себе. Видите, повторпат го кажува ова. Кој? Единородниот Божи син. Семокниот Божи син. Зошто ги кажува вакви работи? Овакви работи користат антитринитарците за да погрешни заклучоци да извлечат во врска со него и неговата природа. Ги користат овие зборови. Но Исус се ставил во таква положба, да зависи само од силата на својот Отец и ништо да не смее да направи со својата сила, а ѓаволите го куша тоа да го направи, претвори ги камењата во лебови, слези од крстот, зашто го вика тоа? Знаја дека може, Христос можел тоа да го направи, но не било Божија волја. Го немал Словото Божио за такво нешто. 30 стих, повтор пат. Јас ништо не можам да правам само од себе, како што слушам, така и судам, и мојот суд е праведен, зашто не ја барам мојата волја, туку волјата на Отецот, кој ме прати. И цитатот од минатата сабота, што Христос го сметал за најголема слава и величина во својот живот. Да го повторам цитатот од минатата сабота, од Здравие и среќа, 19 страница. Своите желби Христос во секој поглед строго ги подредувал или ги починувал на својата мисија. Својата животна величина и слава ги наоѓал. Во што, се сеќавате? Својата животна величина и слава ги наоѓал во потполно починување на волјата на својот Отец. Замислите. Кој од нас живее вака и кој од нас сака да живее вака? Кој од нас го започнува денот, уште кога е ноќ, далеку пред зора? Уште кога е ноќ, барајки од Господа што? Каква е, Боже, Твојата волја за мене денес? Што треба да правам денес? Кој од нас така го започнува живот? Денот. Ние си го почуваме денот со нашите мисли, со нашите планови, со нашите желби. Ние често пати се однесуваме како Господ да не постои. Не велиме дека не постои, ние исповедаме дека постои, но се однесуваме како да не постои. Како да сме скрос независни од Него. Како да нема потреба од Него. Ама малце да ме заболи срце, или нешто друго, Господи, колку тогаш сме кревки, слаби, ранливи, колку тогаш чувствуваме дека се зависи од Господа. Верата доаѓа од слушање, слушањето на Божието Слово. Сега, меѓутоа, ако се вратиме пак на тие зборови во Римјаните 10 глава.
Што сака да каже апостол Павле во предходниот 16 стих, кога вели, но Евангелието сите не го послуша? Што значи тоа? Дека до сите уши не допрело? Значи, не го чуја сите? Тоа сака да каже? Не. Мнозина го чуја, но што значи тоа? Значи, не го примиле со послушност. Значи, сакаме да разбереме што значи ова слушање на пораката, слушање на Словото. Бидејќи верата доаѓа од слушање. Така. Тоа не значи дека не се мисли на кога физички ќе ја слушнеш пораката и веднаш се раѓа вера. Не. Мнозина слушаат. Сите поверуваат. Секој ќе поверува штом ќе слушне, секој поверува? Не. Камо да беше така. Целиот свет одамна ќе беше рај. Но не е така. Што значи ова слушање? Штом сите што чуја, не го послушаа. Ова слушање значи послушност. Да бидеш послушен, послушна на Евангелието. Го разбираме поимот послушност. Видите, денес цели протестантски теолози и многу денешни модерни адвентистички теолози на новата теологија ова не го разбираат. Зошто? Зошто си земам за право често пати да кажувам вакви работи? Еве ќе ви кажам еден пример. И со овие два примера ќе завршам. Времето многу брзо ме гази кога сум на катедра. Не знам тоа Ајнштейн дали имал објаснување за тоа. Кога сум на катедра, времето многу брзо проаѓа. Се сеќавате 2017 година, ако не се сеќавате, YouTube каналот се сеќава. Есента 2017 година, значи пред речиси 7 години, беше последен пат библиска поука во тромесечието, посланието до римјаните. Предходното тромесечие, летото, таа година, беше посланието до галатјаните. Дали знаете зашто толку брзо ги повторија овие две посланија таа година во библиската поука? Бидејќи 2017, таа есен, беше 500 годишнината од 31. октомври 1517 година, од почетокот на Лутеровата реформација во Германија. Меѓутоа, јас многу проповеди што ги држав есента таа година, ги држав против библиската поука. Што ја проучувавме. Зошто? Затоа што библиската поука застапуваше многу лутерански заблуди, според кои, една од тие, според кои послушноста, поимот послушност, ја става не на страната на верата, туку на страната на делата. И сега, според принципот дека се оправдуваме или спасуваме со вера, а не со дела, иако и Павловите зборови не завршуваат таму, туку конкретно кажува Павле, не со делата на законот, кажува со какви дела не се оправдуваме, бидејќи делата на законот, кога нешто правиш што е по закон, тоа значи ти е обврска, го правиш затоа што си обврзан да го правиш. Тоа ти е должност. И за тоа што го правиш по должност, за тоа нема пофалба. Што Исус самиот вели, ние сме залудни служители. Ако го правиш тоа што си должен да го правиш, што очекуваш за тоа?
Тоа ти било должност. Тоа не очекува некоја пофалба за тоа. Тоа ти било должност. Тешко тебе ако не си го завршил тоа. Како што треба. Но, принципот со вера се спасуваме и оправдуваме, а не со дела, и бидејќи послушноста, протестантите ја стават послушноста на страната на делата, значи испаѓа, доволно е само да веруваш, а не мора да бидеш послушен. Таква е, живата вера тоа е? Не. Затоа и пишува апостол Јаков против таквото сваќање во своето послание. Живата вера е активна вера. Живата вера има сила во себе. Живата вера самата произведува дела. Но тоа не се законските дела, тоа се делата на верата, нејзините дела. Затоа е жива вера. Има еден друг пример. Ја само ве подсетив на таа есен 2017 година и на тогашната библиска поука и некои мои реакции во проповед на некои лутерански заблуди искажани во неа, под влијание на новата теологија. Сега веќе далечната 2000 година, во седиштето на Генералната конференција во Силвер Спринг, Мериленд, се одржа една интересна средба, за која што јас тогаш се информирав од списанието Remnant Herald или Гласник на остатокот, што редовно ми го праќаше тогаш покојниот сега доктор Расел Стендиш од Австралија. Секој 2 месеца излегуваше. Состанокот во 2000 година во Америка, значи во Генерална конференција, се одржа помеѓу представници на Генералната конференција и некои независни организации, представници на некои независни организации. Тоа беше пријателски состанок помеѓу двете страни. Дури има заеднички ручек таму, каде во кафетеријата на Генерална конференција, каде што таа беше како домакин. Целта на состанокот беше да се усогласат или да се дискутира, да видат дали може да усогласат некои теолошки ставови околу некои прашања, околу кои се разидувале. Се сеќавам дека оваа лутеранска заблуда, дека верата и послушноста се одвоени, дека послушноста значи дела, а верата е наводно независна од послушноста, значи ова чисто протестантска заблуда, ја бранеше тогаш еден представник на Генералната конференција. И знаете кој пример го наведе како пример за своето верување? Некој се спасил само со вера, без никакви дела, затоа што не ни имал време, ниту имал можност и прилика да направи некои дела после тоа. Разбойникот на крстот, точно. Се сеќавам на одговорот што му бил даден. Тој одговор првпат многу ме воодушеви кога го прочитав, уште таа година. Доктор Расел Стендиш му го даде тој одговор. Разбойникот на крстот живеел живот на послушност, колку и да бил краток тој живот после тоа, откако поверувал. Колку и да бил краток неговиот живот после тоа, откако го признал Христа и поверувал во Него, тој живот бил живот на послушност. Тоа не бил живот на грев. Тоа не бил живот на невера. Но зашто го наведуваат овој пример? Затоа што разбойникот кратко време потоа умрел, му беле и нему скршени колената, и немал време сега да живее како верник и да прави праведни дела, значи како новороден, оправдан, крстен, посветен верник. Но дали тоа значи дека разбойникот на крстот не направил никакво дело на живата вера? Па самото признавање на Христа е најголемото дело што го направил на крст.
И тоа било, за самиот Исус тоа било толку важно, значи, на самиот ден на неговото распетие, кога сите негови следбеници, начело со апостолите, беа разочарани, беа поразени, утепани, никој од нив повеќе не веруваше дека Исус е Месија. Никој од нив повеќе. Таа вера што ја имале во него беше уништена со Христовите страдања, со римските клинци. Тогаш кога никој не верувал во Христа, кога дури и неговите најблиски следбеници беа разочарани во него, овој разбойник го призна Исуса за Божји син. А подоцна тоа го направи римскиот капетан. Еден друг необрезан незнабожец. Сега, тоа за Христа било многу важно во тие моменти. Самото признавање на Христа од страна на покајаниот разбойник представува големо дело. Голем чин на неговата жива вера, која што и била наградена со спасение. Не само што покајаниот разбойник живеел живот на послушност, откако поверувал во Христа и ја признал таа вера, го исповедал Христа на крстот. Колку и да бил краток постоа тој негов верен живот. Туку самиот доктор Вагонер изјавува зборови кои што често пати сум ги цитирал во минатото и сега ќе ги повторам. Наместо протестантската теологија и новата теологија во адвентизмот, кој што ги одвојува верата и послушноста, демек послушноста е дела, а верата е вера, Вагонер рече верата, тоа Јаков го верата без дела е мртва, тога. Вагонер рече верата е сама по себе послушност. Тоа беа неговите збори. Ако со срце кога си поверувала во нешто, ти си покажала послушност. Сестра Горица, јадеш свинско? Чварки јадеш? Алкохол пиеш? Кој те натера да се откажеш од тоа? Те натера некој со сила? Ти дадоа пари? Си го прифатила доброволно со срце. Тогаш кога си поверувала од се што си се откажала, од се во животот што си се откажала заради верата, си го направила доброволно, од срце. Тоа значи послушност. Верата е сама по себе послушност. Не можеш да бидеш послушен ако немаш вера. А ако ја имаш вистинската вера, не можеш да бидеш непослушен. Не може како во параболата Христова, таткото му рекол на постариот син, оди да работиш во нивата, и што рекол тој? Да, тато, секако, и не отиде. Тоа не е вера. Тоа е лицемерие. Тоа е формализам, тоа е мртвило, тоа е млакост. Или, уште еднаш да го споменам, тоа е како песната на Момчило Бајагич. Веруjem, не веруjem. Плюс и минус, кога се множат заедно, значи невера. Вера и невера заедно, невера. Нешто помножено со нула заедно, нула. Нема да биде тоа нешто да преовладе, тук преовладе нулата. Плюсот и минусот, нема плюсот да преовладе, туку секојаш ќе преовладе минусот. Значи, или имаме вера, а тоа значи 100%, без да се посомневате,
тврда вера во Божиото Слово, тврдо подпирање на Божиото Слово, или сум неверен, немам вера. Само затоа што исповедам вероисповед, религија, па не ме нарекува баш неверен, како атеистите, ако не, маловерен, маловерен. Што значи маловерен? Маловерен значи неверен, ама исповедам вера. Плюсот и минусот заедно. За жал немаме време да зборуваме повеќе на оваа тема. Меѓутоа верувам дека малку од малку разбравме што значи живата вера, што значи Христовата вера, која е разликата помеѓу неа и вероисповедта и што е тоа што е потребно да го имаме за да Божиото царство, Божијата сила прави чуда и во нашиот живот. Големи чуда. Нека му е фала и слава вечно. Амин.